Најпрво сакам да се заблагодарам на сите медиуми за нивното присуство и сакам да му посакам добре дојде на нашиот гостин, на председателот на Социјалдемократската партија на Германија, Ларс Клингбейл, кој што е за прв пат во нашата држава, односно во нашата партија и практично е прв председател на СПД Германија кој што е гостин во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Германија е наш голем пријател, исто како и СПД, и за тоа сум навистина благодарен и во моje име, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, меѓутоа и во име на македонските граѓани, со оглед на тоа дека Германија е најголем инвеститор во Македонија, најголем трговски партнер на Македонија и секако во Германија живее голема македонска диаспора. Исто така големо е задоволството што заедно со Фридрих Ебер фондацијата во текот на денешниот и вчерашниот ден е организирана конференција заедно со панел дискусија на која што присуствуваат покрај представници на Фридрих Ебер фондацијата, председателот на СПД и председателите, подпредседателите и секретари на социјалистичките и социјалдемократските партии од сите соседни држави, односно од земјите од Западен Балкан. На оваа конференција, односно на оваа работилница, можевме да разговараме за социјалдемократските политики во регионот, за унапредување на нашата соработка и секако за унапредување на социјалдемократските политики во секоја држава поединечно и во регионот како целост. Сакам да започнам со тоа дека Северна Македонија нема друга алтернатива освен интеграцијата во Европската унија. Тоа за нас значи економска перспектива, тоа значи социјална правда, врвна демократија, слобода на медиуми и функционално владење на правото. Членството во ЕУ значи реализација на стратешкиот државен интерес поставен од независноста на државата. По членството во НАТО, тоа е целта која СДСМ како државотворна партија работи активно и направи многу за да ја постигне. Интеграцијата на земјата во Европската унија не е само мнозинска волја на граѓаните на Северна Македонија, таа има реални придобивки, тоа значи и поголеми плати, значи и повеќе и подобро платени работни места, и значи силна економија и европски стандарди за живот дома. Кога СДСМ ја презема власта во 2017 година, презеде еден скршен и нефункционален систем. До 2017 година граѓаните живееа во заробена држава, држава во која демократијата се разбаѓаше. Бевме на 138-то место според слободата на медиумите, земја во која лажни лични карти се правеа за да се добијат избори, земја во која избори се договараа по аеродроми и се знаеше, соопштено од страна на председателот на тогашната влада и владеачка партија до 2016 година, со колкав точен резултат тие ќе победат на избори, а се благодарение на тоа што знаеа во МВР колку имаат лични карти и штампано кои што ќе бидат користени во текот на изборниот ден. Земја во која наместо кај граѓаните парите одеа во стиропори, кои денес се распаѓаат и ги гледаме ширум Скопје. Земја во која се продаваше во која земјата се продаваше во светот како ефтина работна сила, а работникот не се почитуваше, па затоа ниту синдикат можеше да протестира, ниту пак било која невладина организација или било која заинтересирана група на граѓани можеше да протестира, при тоа да не биде претепана на плоштад од некакви контрапротестанти. Тоа беше Македонија до 2016 година. Денес, само 6 кратки години подоцна, и покрај сите предизвици кои ги донесува прво пандемијата, па потоа и војната во Украина и сега веќе продолжената економско-енергетска криза, разликата од сработеното е повеќе од видлива. Северна Македонија е земја членка на НАТО, земја која отпочна преговори со Европската унија, зашто морам да бидам благодарен на голем број наши пријатели во Европската унија и во регионот. Пред се тука мислам на канцеларот на Германија Олаф Шолц, кој што е член на Социјалдемократската партија на Германија, чиј што председател е нашиот гостин денес, или би рекол ко домаќин, бидејќи тој тука е во своја сестринска партија. Денес Северна Македонија има демократија во која секој може слободно да го каже своето мислење, без да шепоти, земја во која парите на граѓаните одговорно се менаџираат. Денес има повеќе за сите, има од 60 до 100% повисоки плати, 50% повисоки пензии, има најголема помош во време на криза за граѓаните. Ние никого не оставивме сам, 2,6 милиарди евра се вратени назад кај граѓаните во изминатите години, тоа кога им беше најпотребно.
Имаме и нови 10.000 вработувања во текот на изминатата година. Невработеноста која што во 2016 година беше 24%, денес изнесува 12,8%. Денес сме земја која странските инвеститори ја препознаваат и сметаат како посакувана дестинација за инвестирање и затоа имаме рекордни странски инвестиции во износ од 750 милиони евра во една година, визави инвестициите во 2016 кои што беа 350 милиони евра. Сите овие резултати се резултат на правилни политики и реална работа вложена во изминатите години. Тоа е суштината на социјалдемократијата и тоа е операционализирање и практично имплементирање на вредностите со кои што се карактеризира социјалдемократијата. Со напорна работа нема недостижна цел и затоа можам тука денес да порачам дека овие правилни политики ќе продолжат да обезбедуваат реални придобивки за граѓаните и по изборите на 8 мај. Социјалдемократските политики им се потребни на граѓаните и се потребни на државата. Тие значат европски животен стандард, значат пристап до европскиот пазар, значат продолжување по европскиот пат кој носи прогрес и кој носи напредок за државата. Европската унија е потребна на Северна Македонија, но исто така ние сме и потребни на Европската унија во овој момент. Европа може да е стабилна и да е безбедна само ако е целосна и ако е обединета. Колективната одговорност на прогресивните социјалдемократски сили во Македонија, регионот на Европа е да работат заедно за посилна и пообедината Европа. И затоа во исклучително важен момент во македонската историја. Ние имаме единствена шанса која не смееме да ја пропуштиме, затоа што пропуштањето ќе значи повторно мрак во државата, застој, целосна изолација со последици далеку посериозни од претходната декада која што ја имавме како заробена држава. За крај сакам накратко да заклучам, а верувам и дека мојот германски другар од Социјалдемократската партија на Германија ќе се сложи, дека гласот за СДСМ, за социјалдемократските политики и заложби, значи глас за европска иднина на државата. Значи глас за подобар живот по европски стандарди. Значи можност децата да не живеат во земја членка на Европска унија, но да живеат во земја членка на Европската унија тука, дома во Северна Македонија. Токму затоа верувам дека нашите граѓани ја препознаваат оваа можност за Северна Македонија во однос на напредокот и членството во Европската унија и ќе дадат поддршка да ја формираме и следната проевропска влада. Ви благодарам и уште еднаш се заблагодарувам и на Ларс, и на председателот на Ветфендосија, кој што е тука во Скопје, господинот Курти, и на подпредседателите на партиите од Социјалдемократската партија и Демократската партија на социјалисти од Црна Гора, генералниот секретар на Социјалистичката партија на Албанија, кој е тука во име на председателот на партијата Еди Рама, и на сите други кои што беа тука присутни и од Босна и Херцеговина и од Србија. Ви благодарам. Welcome also from my side, and Dimitar, thanks for hosting us for 2 days, and for me it's a real pleasure to be here in Skopje for 2 days as the first president of Social Democracy of Germany. It's really an honor to be here. Let me say that Само да кажам дека знам дека соработката меѓу Германија и Северна Македонија е добра, дека има добра соработка меѓу владите, знам дека има добра соработка меѓу канцеларот Шолц и Димитар Ковачевски. Меѓутоа исто се чини дека има проблем со преводот, ме слушате? Сега сум овде исто така да ја зајакнам соработката меѓу нашите партии. Благодарен сум за последниве 2 дена, бидејќи мислам дека имавме добри состаноци, панел дискусии, вчера имавме и вечера и имавме утринава затворена работилница со другарите од сите сестрински партии од регионот на Западен Балкан. Имавме плодна дебата која што се фокусираше на 2 точки. Првата точка како да ја зајакнеме соработката на партиите овдека во регионот со Германија и да најдеме добри решенија. Имаше јасен став дека треба да се собираме почесто, да разговараме за иднината на Европа, на земјите, политиките за земјите, прашањето за безбедносните политики, просперитетот, креирање на нови работни места. А втората дебата која што ја имавме, и ова е тесно поврзано со првата дебата, тоа е прашањето на процесот на проширување кон ЕУ.
од германска страна јас дадов јасна изјава за ние сметаме дека треба да се искористи просторот за можноста за проширување на Европа и дека сакаме да ги превземеме следните чекори во процесот на пристапување на земјите од Западен Балкан и Северна Македонија навистина добро си ја завршува работата во делот на приклучување кон неј. Тоа е ставот на Германија. Знам дека канцеларот Шолц го споделува истото мислење и е активен и има целосна поддршка од СПД на Германија дека сакаме Северна Македонија и земјите од Западен Балкан да се приклучат кон Европска унија, Европска унија да стане силна и особено во услови на судирот меѓу меѓу Русија и Украина, и ова е клучен актер да се фокусираме на просперитетот, на растот, на креирање на нови работни места и ова беше дебатата од последните 2 дена и благодарен сум на Димитар за оваа дебата што имавме овде во Скопје и мислам дека ова е почетокот на дебатата, на дискусиите. Кога зборувавте за изборите, сосема се согласувам и можев да споделам некои совети во однос на гласањето. Јас можам да кажам треба да гласаат за прогресивна влада која што се фокусира на социјална правда, нови работни места, процесот на проширување и сигурен сум дека Северна Македонија ќе стане членка на ЕУ.